Здраво! Добре дојдовте на Томас Перформанс подкаст. На овој подкаст разговараме за разни теми од областа на спортот во Македонија. Би сакал да можам да доловам со зборови колку среќен, привилегиран и благодарен се чувствувам што имав можност за гостинка на подкастот да ја имам следната личност. Мастер во пијано перформанс, доктор по филозофија, професор, автор и државен певак во велосипедизам, Дуња Иванова. Личности како неа откриваат сосема нови димензии на човековото постоење. Наоѓаат смисла во инаку бесмисленоста на животот. Ни покажуваат на нас останатите што се е можно кога човечкиот дух ќе се посвети кон потрага на перфектното. Дека да се оди патот, макар и најтешкиот, е да се исполнува животот. Уживајте во епизодата. Одма и да ти кажам уствари. Фала многу што си тука, огромно задоволство ми е што си тука и се надевам и сигурен сум дека ќе си имаме супер муабет. Ептен ми е кејф што ме покани и стварно јас ќе се обидам онака да го оправдам ова што си го подготвил. Спремањето. Да. Обично по една-две кратки биографии луѓе треба да си дадат, ама ти ќе треба сега за сите овие поединечно кратко биографија да ми даеш, да почнеме со пијаното. Да, од таму и мора да почнеме. Па со пијаното се дружам од кога знам за себе. Значи, можеби пораснав во семејство во кое имавме акустично пијано, мојата сестра тогаш свираше на клавир и беше неизбежно за едно мало дете да истражува нормално, како дел од амбиентот, да истражува во самиот инструмент. Така се роди љубовта да научам нешто посериозно да отсвирам на клавиатурата и се запишав во нижото музичко училиште и така почна целата таа една приказна. Една рутина за едно мало дете да се создаде една навика, да седне секој ден да се дружи со инструментот. И тоа создаде една нераскинлива врска помеѓу мене и пијаното и до ден денес таа дружба се уште трае, иако имало нормално најразлични периоди во тој еден период на пубертет кога сум размислувала да се откажам затоа што сум го губела тој интерес се во други предизвици. Меѓутоа благодарение на на моите родители, брат, сестра, на моите професори, некако сум ги издржала сите тие моменти да ги пребродам, да го најдам сопствениот пат и да се изградам себе си понатаму и како наставник по пијано. Денес моето знаење го пренесувам на мали деца, да речеме, што се дел од основното образование. И во исто време да се бавам со една концертна дејност, односно да негувам музика која мене лично ми се допаѓа и сето тоа да го пренесам на публиката, односно на известен начин да едуцирам и сите тие да ги привлечам кон истражување во конкретно филмската музика, амбиентална, минимализмот и така натаму. Значи од таму почнува таа една приказна со музиката, а понатаму, како што спомна, филозофијата малку подоцна дојде како мој интерес, кога бев студент на факултетот за музичка уметност. Предавањата по филозофија на музиката во тоа време ги држеше еден професор Денко Скаловски, кој кај мене разбуди едни сосема нови хоризонти. Значи, ново поле на интерес, кој мене тоа толку силно ме привлече, што јас не можев да речам сега ќе завршам факултет и толку, туку едноставно решив дека нешто ново, скрос еден нов почеток ќе направам за себе пред се. Така, значи, се убаци филозофија. Да.
И јас еден ден се сеќавам, отидов дома и му реков на татко ми дека јас во план беше да се запишам на магистарски студии по пијано и му реков јас ќе се запишам, меѓутоа јас паралелно ќе се запишам и на уште еден факултет и тој само ме погледна и бидејќи го знае мојот карактер и темперамент, дека сум како што многу често ме дефинираат и наетлива и тврдоглава, воопшто не се противеше на таа моја идеја. Рече, добро, јас ќе те поддржам, ама знаеш, треба да прочиташ метри книги. И јас му реков, да, знам, јас сум спремна и едва и чекам да го почнам тој предизвик. И во тоа време, бидејќи се поклопуваа предавањата на магистратура на ФМУ и предавањата на филозофски, јас трчав од еден факултет до друг. И стварно си ги тераше двата? Терав паралелно двете магистратури, да. И ги заврши? Ги завршив двете, да. Да, и по завршувањето на двете магистратури се одлучив сепак докторатот да го направам на филозофскиот факултет. И така заокружив една моја лична приказна за моја лична сатисфакција. Во меѓувреме тогаш се запознав со навистина вредни луѓе, драгоцени, кои ми пренесоа голем дел од нивните мудрости, кои се уште ги носам во себе и се уште ме инспирираат. Затоа што со тоа што отидов на филозофскиот факултет, таму најдов на еден сосема друг амбиент од оваа музичка фела. Тоа се сосема различни идеи. Затоа што кога сте во границите на тој музички свет, некако постојано комуницирате со едни исти луѓе. Јас на музика. Да, јас денес работам во ДМБ Цилија Николовски Луис со луѓе кои биле со мене заедно, сме оделе на часови по пијано во прво, второ, трето оделение, значи сега ние сме колеги. Тоа е еден така генерацијски, да, затворен систем. Сега тука јас се соочив со сосема нови предизвици и некако тоа кореспондираше едно со друго. Не беше тоа дека е огромен контраст, туку навистина музиката и филозофијата постојано се надополнуваа и мене тоа ми даваше мотив да одам од едната во другата страна постојано и да создавам нешто ново, креативно. Сигурно. Да. И некоја сега конкретна гранка од филозофија? Да, естетика на музиката. Јас докторирав на естетика на музиката. Во филозофска гранка естетика на музика? Да. Вау. Таа што конкретно истражува Цел подкаст само за тоа. Може втора епизода. Ау, не, добро, да, ќе мора да се воздржам, оти сега имам уште милиони и пол прашања, ама окей. Добро, ќе дојдам пак. И ова сега со спортот, всушност е... Не рипај. Што требаш? Не рипај. Што беше следно? Добро, пијано наставник е... Да. Како продолжение на приказната. Да, затоа што и исто така уште од дете сум сакала да се занимавам, да бидам јас наставник, да се занимавам со педагошка дејност. И ден денес го работам тоа со многу голема љубов. Многу им се радувам на децата. Сите ги чувствувам како мои деца. Многу се радувам кога ќе видам дека тие се задоволни од часот, кога сакаат да отсвират на концерт, кога се возбудени, кога постојано ме прашуваат нешто во врска со музиката, со тоа што го свираат. И многу интересно кога ќе го пратите тој цел развој на едно дете, мало ќе ви дојде 6 годишно дете, кој кај вас ќе остане 9 години во класата, да речеме. Вие го гледате како расте пред ваши очи. И тоа е нешто, тоа е благослов, едноставно нема. И си имаш удел во тоа растење. Да. Каков таков си имаш удел во формирање на тоа животче. Да, особено затоа што ја наставате индивидуално, па тие споделуваат со вас некои нивни собствени проблеми, така што ми е многу мило кога ќе ги видам да се смеат. А од секојаш си сакаше да бидеш и наставник по пијано, додека си течеа студиите и усовршувањата за музика? Па на почетокот немав таква идеја, повеќе ме интересираше сцената како концертен пијанист. Так. Меѓутоа, кога веќе стигнав до факултетот за музичка уметност, тука се отвараат веќе прашања што ќе правам кога ќе завршам, што понатаму, затоа што нашата професија е, да речам, ние сме привилегирани затоа што можеме да го работиме и едното и другото, да се занимаваме и со концертна дејност, но да се занимаваме и со педагошка дејност. И не е правило дека еден добар концертен пианист може да биде добар педагог и обратно, меѓутоа тие работи се поврзани и може да помогнат едната кон другата. Да. И во обратна насока.
Посебно у двете, ако ти оди, тогаш и едното и другото црпат, предпоставам, многу корист. Да, апсолутно. Авторка? Да, автор сум на 2 книги кои го видоа светлото на денот. Повторното е од областа на естетиката на музиката. Всушност тоа се тезите што ги изработев како магистарски и како докторски труд. И тие се резултира со книга, значи книги се објавени во печат, може. Во печат, да. Ги има во книжарите во Македонија. Добро. Не успеав да најдам, ќе најдам, сигурно ќе најдам. Јас требаше да ти донес. Јас требаше да ти кажам да ми донесеш. Јас не очекував дека толку ќе се подготвиш за да ми поставаш Не, посебно кога гостинот има издадено книга, обавезно ја читам книгата. Утре ќе ја добиеш. Исто така и неколку научни истражувања кои се електронски објавени во неколку научни зборници кои беа како дел од научни конференции кои се одржава минатите години на тема на музика, како музиката влијае врз развојот на децата и така натаму. Значи, баш истражувања. Тоа се куси истражувања. Ти ги водеше, како ти текна да ги правиш, како дојде до тоа? Самите симпозиуми кои беа организирани нуда неколку теми на кои ние бевме поканети за да образложиме, да дадеме наше мислење и така натаму, и врз основа на тие теми ги создадов тие истражувања кои тогаш беа доста актуелни, и се уште се актуелни, и ги има во електронска форма, тие може да се најдат на интернет. Најс. Да, тоа е околу авторството. И сега на крајот, да, стигнавме до точакот. Па велосипедизмот ми е веројатно најсвежата љубов. И покрај тоа што резултатите многу ќе речат дошле брзо и неочекувано. И само од друга страна, јас целиот мој живот сум на велосипед, меѓутоа тоа е пред се како превозно средство или да речам за рекреација, меѓутоа никогаш не сум мислела дека ќе се надпреварувам. Добро. Никогаш, се до моментот додека пред 3 години, точно пред 3 години, да, добив идеја дека треба да си купам нов велосипед, затоа што стариот веќе не ме служеше. Извини, само 3? Да. Онака си фокусирана на надпреварување? Не, јас сум 2 години фокусирана на надпреварување. Ама чека малку, колку пати си веќе државен првак? Па втора сезона. Односно И на друмско, и на хронометар, и цикло, и кај вртиш педалја, негде си на подиум. И тоа е се само во последните 2 години? 2 години тренирам велосипедизам. Ја имав впечаток како не многу, а малку повеќе да беше. Ама окей, уште поимпресивно. Јас пред 3 години прв пат влегов во Bikestoп, каде што го одбрав мојот велосипед тогаш да си го купам. Значи тоа беше mountain bike, еден во Марлин 4, мисля, че не беше трек. Ама си влезе онака пак као транспортно средство да си купиш. За да го возам на кеј, значи тоа ми беше идејата. И тогаш се сеќавам на неколку моменти, затоа што отидов со сестра ми да го купам велосипедот и го запознав Љубиша во Bikestoп, кој ме праша каде сакаш да го возиш велосипедот, и ја немав никаква идеја. И сестра ми наместо мене одговараше и вика, ќе го вози на кеј до средно водно, и Љубиша рече, ама она може ќе го вози по кози и патеки. Така. И заеднички го одбравме тој велосипед и он не погреши, всушност, во проценката. Многу брзо го пораснав тој велосипед. Не знам, може би не го возев ни цела година. За да го заменам со една многу посериозна машина. Така. Да. Си го купив првиот full suspension потоа. И Како тоа прерасна во љубов? Очигледно си веќе, кога некој се фокусира на надпреварувања, што веќе сигурно вклучува и припреми некакви малку посветено, во кој момент се случи тоа? Јас со спорт се занимавам многу одамна. Можеби не со велосипедизам, меѓутоа во теретана сум од мојата 12-та година. Океј. И од тогаш физички активна долго време. Да, значи не сум излегла од теретана од мојата 12-та година. Тоа било фитнес, па било, не знам, пилатес, аеробик, било во различни форми, меѓутоа секогаш сум го негувала. Немало период да престанам ништо да не правам.
Ама имало компетитивен дух и во тие години? Само кон самата себе Кон си. самата себе, Да, да. да. Да сакаш да си, не знам, Да направам кренеш нешто. повеќе Да, или... да. Океј, значи си има нешто што си тлее, Да, ама никогаш не било, компетитивно. не било ориентирано кон други луѓе. Ја не сум имала таков порив да се надпреварувам со некој друг и да речам јас сум посилен од Јас. овој, подобар, поуспешен, не. Туку кон моите собствени цели. И како? И како и ти возиш велосипед и знаеш какво е чувството кога ќе се вратиш дома, дека сите ѓаволи излегуваат од тебе и дека имаш енергија од почеток да почнеш се да правиш, да го превртиш светото рака наопаку. Едноставно тоа чувство на среќа и задоволство и денес да направам па малку побрзо време од вчера, на кеј, нека биде тоа некој сегмент на страва незначително долг или не знам технички, без никакви технички предизвици, меѓутоа да направам малку повеќе, да скокнам малку подалеку или повисоко или неколку секунди побрзо, од секогаш сум го негувала тоа кај себе. И така беше и со велосипедизмот и почнав сама за себе да си поставувам некакви предизвици. Не знам, ако денес сум се качила до средно еднаш, утре па 2 пати ќе пробам. И тоа траеше неколку месеци. Во меѓувреме, бидејќи често одев во бајкстоп и заради велосипедот, меѓутоа таму ги запознав и дечките од велосипедскиот клуб Energy. Да. Да, и ме викнаа на неколку возења заеднички со нив на самиот почеток. Тоа беше така, да кажам, наивно, рекреативно, кога тоа се дружби, знаеш, и ти Си се дел од тој приклучи свет. на групните групата. вожњи и во еден момент некој Да. те убеди, Да. дојди на трка. Да, тоа беше на почетокот Маријан Кузмановски, Мац од Energy, кој некако така веруваше во мене без јас да верувам толку во себе дека воопшто можам тоа да го правам. Меѓутоа тој беше упорен и така со заеднички разговори се сеќавам на во Тресонче имаше една трка на која што јас отидов да возам маратон, кој во тоа време заради некоја повреда на организаторот нешто се откажа, не знам што се случи со маратонот, да, и Mountain bike, да, и се отвараше црква во селото во Тресонче, на која мене ме поканија да отсвирам нешто на пијано. Вау! Да. И се така тоа се поврза и таму всушност се случи тој клучен разговор дека јас треба да почнам да се надпреварувам. И на првата трка на Гази Баба есента што се одржа, јас се пријавив во таа хоби категорија. Аха. Имаше тогаш хоби категорија и заврши втора и од тогаш кога ќе го почувствувате тој адреналин на стартот, толку е. Од таму веќе ми е јасно. Нема Од кога ќе застане некој на подиум, да. За прв пат, натака ми е јасно, ама пак многу сум изненадан колку брзо тоа се случило. Значи си почнала у рок од неколку месеци, година, те убедиле, случајно или намерно, Да. подиум. И чисто да резимираме, ти си веќе не само во хоби и официјален државен првак во сите професионални категории, ако може да кажеме што и да е тоа во Македонија, ама си државен првак. Да, од тогаш веќе почнавме и многу посериозно да пристапиме кон тој тренинг план, кој од тогаш Љубиша Кондев и Дејан Новковски го прават многу прецизно за мене. И нашиот клуб може би екзистира во, да речам, скромни услови, меѓутоа пристапот е на вистина, мислам ова ќе звучи може би нескромно, меѓутоа на вистина на едно исто рамниште како и професионалните тимови во Европа и во светот. Затоа што од тогаш па наваму се прават едни испитувања, да речеме, мерење на лактати според кои се одредува тренинг програмата, зони, зони, се што е потребно и мониторинг на целиот развој, нели како телото и ги имаш испонаправено сите тие работи? Јас не, но Љубиша и Дејан на вистина тоа го прават многу ревносно, многу посветено. И за себе и за клубот, ама ти лично... За мене лично. И за мене значи лично. си ги правила тестирањата? Јас да, многу ги правиме редовно. Па тоа мислев, да, ги правиме на секој 2 месеци, например. Лактатни анализи, байкфитинг. Се. Браво. Се. Браво. Значи, повторно ќе речам, значи,
опремата со која ние располагаме, начинот на кој се сервисираат велосипедите, ете спомна фитинг, доаѓа можеби еден од најдобрите фитери од Грција, Космас, кој мене лично ми направи фитинг на сите мои точаци што досега ги имам и јас чувствувам голема предност во перформансите. И тоа се ситни некои мали работи кои можеби кај нас се запоставуваат, меѓутоа на вистина имаат голем удел во целосната слика. Да, баш ќе те прашав, од имам видено и од негде, мислам, јас сум член на Energy, иако не сум, Да, ми кажа. не се појавувам толку доаѓаш. често колку што би сакал. Почна како формалност, ми требаше лиценца за надпреварување, надвор во странство, Гран Фондо некое, Новко ми среди, и јас сум член на Energy, требаше да доам на едно државно, ма нешто не бев добар. Како и да е, познати ми се многу и професионалниот пристап, и ја таму најчесто сигурно сам точакот, и дека има професионален фитинг. И разбрав дека и видов уствари дека и ти си го правила. Ја неам правено фитинг. Мораш да го направиш. Да, у план ми е, ама ќе те прашам што конкретно, например, ти помогна најмногу баш во фитингот? Најмногу ми помогна во однос на тоа дека мојата конституција е, јас сум мал човек, да речеме, значи и секој милиметар е многу важен на велосипедот. Во смисла најмногу ми помогна да ја почувствувам таа рейсинг позиција, односно целата моја енергија да биде искористена до максимум во однос на велосипедот за да јас постигнам одредени перформанси. Особено во маунтин бајкот, каде што техниката е многу важна, особено техника на спуст. Да речеме, или ако сакате да ги спуштите карпи од водно надолу, ако не ви е точакот добро наместен, веројатно ќе чувствувате болка во рацете заради грипот или стапалата или од друг дел од телото и не дај Боже, долгорочно, доколку се практикува неправилна позиција, се создаваат повреди за кои не сме свесни. Еве, најсвеж пример, со роудбајкот, чувствував после 40-50 километар, да речеме, возење, чувствував една затегната болка, како и шијалгична болка, која се додека... Некаде од страна? Од страна, од десната страна на грбот. Да. И надолу кон ногата, значи како една жица да ви поминува буквално, која ви создава едно многу непријатно чувство. Морате да застанете, да се протегнете и повторно да се вратите на точакот, затоа што е невозможно да се вози. И што му го кажав ова на фитерот, затоа што сме во постојана комуникација, точно знаеше зашто станува збор. Да, го сменивме стемот, што тоа е 1 сантиметар разлика, да речеме. И кажи ми, што точно сменивте? Стем, друго? Должината на стемот. А инаку предходно, кога тој беше тука во Скопје, сменивме воланот на роудбајкот, воланот на маунтин бајкот, го скративме. Ширината, воланот го сменивме заради ширината, исто така и на едниот и на другиот. Стемот, позицијата на седиштето, напред-назад, висината на седиштето. Затоа што се со цел за да бидеш покомотна во поагресивна состојба. Не само тоа, и педалирањето да е правилно. Јасно. Затоа што во Bikestoп кога се правеше фитингот, Космос поставува една просторија со камери кои ве снимаат од сите страни и на екранот точно гледате што се случува со вашето тело. Со се ватите одма, real time, да, знам. Имено ватите, значи кога ќе ја постигнете идеалната позиција, одат многу нагоре. Да. А ја употребувате истата енергија. Да, не, баш интересно. Пак сум изненаден колку многу си упатена и во техничките детали за многу кратко време, значи 2 години активно, ама тиарно си кажа, се е тоа валјда заслуга на Energy, на Bikestoп, на луѓето таму. Они си имаат, не ти даваат друга опција, или all in професионално, или... Така е. Затоа што јас немам време, јас немам 15 години за сега да почнам да истражувам. Да си учиш од искуство. Јас добив се на тацна од нив, точно. Посебно во делот околу тренингот, совладување на техниката, за која е Љубиша Кондев најзаслужен, затоа што вие да учите од некој што е неприкосновен, да речеме, во тој дел, вие сте веќе во предност. Да. Така што јас навистина добив многу работи на тацна и тоа ми го заштеди времето. И јас
некако тој однос што ние го градиме е со една отворена доверба, затоа што тоа што мене ќе ми го дадат за тренинг, ја не ги прашам а зошто се ова е вака. Јас читав на интернет дека ова не треба да е вака. Не, јас им верувам, јас одам и возам. Јас не размислувам, јас одам и возам тоа што они ќе ми речат дека треба да се вози. Ке си влеземе у деталите, ќе те распрашам што точно, колку возиш, како. By the way, Љубиша Кондев и ти си ми на список на подкаст. Само чекам да си завршите трката. Се знаеме со Љубе одамна, најмногу вака од посетување на Bikestop. Така да ми е на список дефинитивно и него. Малку сакам да смениме насока. Добро. Се враќаме на музиката. Сега, јас сум прилично голем лаик во детали за музика, за перформанс, за настапи. Аз сум многу љубопитен. И сега можеби некои од прашањава ќе бидат тривијални, не знам какви, лаички, ама... Нема тривијални прашања. Да, прашањата се работи што мене ме интересирале од секојаш. И here we go. Имаш и настапи. Да. На пијано. Има нешто тоа на интернет. Сломно ако ти треба. Извини. Не, нема гаде. Кој и како се бира за што воопшто ќе свириш на некој си настап? Мислиш на програмата која ќе изведувам или? Да, имаш настап за колку, за 3, за 6 месеци, за година дена од сега, и тоа објасни ми го, колку обично унапред знаеш. Да. И тоа е саат време, Да. 40 минути, саат, колку и да е, има одреден број композиции што ќе ги отсвириш. Додека си студент, тоа факултетот ти го диригира. Значи факултетот има план во текот на годината и тој план веројатно, не знам како беше во септември, го даваат на секој студент што е на катедрата за пијано и според тој план имаш одреден број на настапи на кој е точно утврдена програмата која треба да се свири. Факултетот за музичка кажува уметност на студентите, Да. еве го настапот кој што треба го спремиш Да. за година дена од сега. Не е за година дена, тоа е за 2 до 3 месеци. Например, Так. од сега треба да отсвириш сонатен став, тоа е музичка форма од класичниот период. Сега кој сонатен став, тоа е избор на студентот и на професорот, так. да речеме. Окей. Значи жанрот го определува факултетот. Јасно. И тоа е се во насока на совладување на различни музички форми и тоа е така додека не дипломираш. Потоа си слободен уметник. Потоа изборот го правиш ти. Океј. Па изгледа тоа повеќе ме интересира. Добра. Кога и си е твое. твое, со тоа што кај нас можностите се многу ограничени, затоа што постојат конкурси јавни, кои се бројат на една рака, едвај, на кој можеш да конкурираш со твоја идеја за концерт, и некој ќе ти помогне финансиски да ти обезбеди сала, пијано, клавир штимер, пропаганден материјал за тој концерт да може да стане реалност. Вау, чекај. Да. Тоа е... Ајде, извини, повтори. Значи, тоа се јавни конкурси, како, например, што објавува оглас Министерството за култура. Министерство за култура објавува фиксни термини. Не термини, оглас, на кој ти се пријавуваш со твој проект. Добро. Например, сакам да свирам концерт, предлагам да свирам концерт со програма Аха, на Radiohead, окей, например, така. окей. И таму комисија ги бодува пријавените проекти и дел од тие проекти ги поддржува Министерството. Со годишна програма за култура. За на крај тие да го возможат просторот, опремата. Тие финансиски помагаат Јасно. во одреден дел од концертот и да, имено тие пари се користат за опрема, за простор и така натаму. Што значи ако сакаш ти да си независна од тоа, ќе треба се сама. Треба спонзори да Или да од најдеш џеб. или од џеб да платиш, точно. Океј. Да. Добро. Тоа е еден constraint, да кажеме. Ограничување
Но се вратиме на твојот собствен избор, како ти се одбираш. Да, јас последниве 10 и повеќе можеби години некако мојата експресија ја насочив кон филмската музика, кон минимализмот, затоа што тој приватно сакам да го слушам и нешто што воопшто и не е застапено на репертоарот во Македонија. Јас направив повеќе од 20 на премиерни концерти на композитори кои воопшто никогаш не се изведувале во Македонија. Значи, тоа значи премиерен концерт, нешто што не е одсвирено до сега кај нас. Да. Тоа се Збигнев Прајснер, Филип Глас, Лудовико Енауди, Макс Рихтер, Майкл Најман, значи се тоа композитори од, да речеме, од филмското платно или композитори кои повеќе творат амбиентална, минималистичка музика, иако не е баш и така строго само определено кон тој правец. Меѓутоа, тоа е мојот личен избор затоа што сметав дека треба малку да ја пецнам публикава, да се заинтересира и кон тој звук. Значи, не е само класиката, она што може да се одсвири на пијано, туку постои еден цел фундус од партитури кои воопшто не прозвучеле, заслужуваат да заживеат и тука, мислам. Зошто да не? И успеа да ја пецнеш публиката? Има некаков фидбек? Па не само тоа, сега гледам дека доста од помладите пијанисти од мене, дека на своите репертоари ставаат дел од овие композитори кои јас веќе ги изведов пред неколку години, така што тоа е супер за сите. Веќе не се премиерни. Па и не мора да видат. Така. Сега ќе најдат нешто и самите, нешто ново да понудат. Меѓутоа, се уште го продолжувам истиот, да чекорам по истиот пат, иако колку повеќе се задлабочувате, толку повеќе идеи се раѓаат нови. Да. Меѓутоа, реализацијата е секогаш е предизвик. И добро, значи, има огласи, се пријавува, те одбираат, на крајот од тоа, што е во твоја корист, ако тоа прашање воопшто има смисла? Освен емотивната и Па нема освен, тоа е примарно. Тоа е, нема финансиска мотивација некоја? Некогаш минимална. Понекогаш, ако нешто остане од буџетот кој го имате вие за концертот, веројатно ќе има некоја минимална сатисфакција, меѓутоа не може да се живее од тоа. Јасно. Затоа што средствата се многу мали, прво кои се доделуваат една сала да ја изнајмете за концерт, чини илјадници евра. Така што не станува збор дека постои некаква материјална сатисфакција, туку потребата можеби... Не мислев, скроз ми е јасно како нема сатисфакција во тоа, мислев можеби мотивација. Не ме мотивира мене тоа, мене ме мотивира поривот да станам, да ја прочитам партитурата и без оглед на тоа дали јас имам концерт или не, јас секој ден седнувам на пијаното. Браво. Да, баш... значи, тој порив, тоа е како една потреба која не може да ја одминете. Како да не сте јаделе денес или не спиете, значи исто тоа е. Баш сега тоа ми беше и наредното, откако ми го одговори прашањето многу убаво. Како бираш? Дека е личен интерес, комбинација на многу фактори. И сега си одбрала и рече неколку месеци однапред знаеш дека ќе имаш настап? Да. Што значи во тие неколку месеци каков е процесот на спремање, на подготовка, на тренинг? Да, баш е тренинг. За таков еден соло пијано настап. Колку време, труд, енергија постои ли? И сега знаеш, ја доаѓам од спортска позадина и многу ми е убаво што ти ја знаеш таа спортска позадина. Ако постојат паралели некакви во спремањето, како оди сега тие неколку месеци спремање на настапот? Па сега малце ќе почнам од крајот. Значи, токму таа рутина што ја имам во процесот на тренинг на велосипедот е нешто сосема исто што јас го негувам од дете, а тоа е односот кон пијаното. Значи, тие работи точно кажа и ти супер се пресликуваат. Се сосема исти, идентични, ако ме прашаш мене.
Затоа што пијаното бара секој ден да се дружите со инструментот. Час, 2, 3, зависи колку имате време. Кога јас бев во средно училиште или на факултет, тоа се по 5, 6, 7, 8 сати во денот. Сега, кога подготвуваме на концерт, прво треба да се прочита партитурата, сето тоа технички да се одработи, да се разработи, да се меморира и потоа се работи на интерпретација. И тоа се се музички детали, естетски детали на крајот на краиштата, се додека не дојдете до моментот кога само се просвирува научениот материјал, односно се подготвувате за концертна интерпретација. И на крајот следуваат тие генерални проби и денот на концертот. Истото го имате и во велосипедизмот. Ако може да пробам да прашам подетално. Настапот е 1 сат. Ке има таа партитура е како во сегменти. Па зависи што е на програмата. Може да е исцело, може да е во делови, може да е во ставови, пократки, подолги. Ама кога го вежбаш, добро, тоа се вежба во сегменти, се расчленува една рака, друга рака. Постои некаква деконструкција на целината. Апсолутно, да. Што ја одредува таа деконструкција? Има технички предизвици? Да. Чекат кај да почнам. Формална анализа. Прво, ајде, од формална анализа може да се подели многу едноставно, како расказ. Так. Воведен дел, развоен дел, не знам, експозиција, развоен дел, завршна група, кода. И тоа е легитимно, така е супер, се е во ред, меѓутоа сега и внатре во секој дел уште толку има расчленување на нештата, затоа што треба да опфатите фактура, прсторед, динамика, боја и така натаму. Значи се тоа елементи кои го сочинуваат делот. До најситниот детал се работи. И кога си тренираш, си одбираш одредено сегментче, да. И тоа е повторување до бесконечност, до muscle memory, до некакво емотивно доживување, за да остане врежано некаде за понатака да можеш да го интерпретираш. Да се повикаш на него. Тоа е интересна теза сега што го спомнува. Дека точно го врежуваш тоа емотивно доживување, затоа што меѓутоа тоа е првиот момент кога ја свириш партитурата веројатно или кога ја слушаш. Затоа што кога ќе навлезеш толку многу во материјалот, не можеш да ја реинтерпретираш цело време таа една иста емоција, меѓутоа, како што рече, можеш да ја меморираш некаде длабоко врежана, па повторно, кога ќе дојде моментот за настап, од некаде да излезе. Затоа што, тој како секој ден да читаш една иста песна, кога ќе ја прочиташ веќе 50-тиот или 100-тиот пат, не може да ти ги разбуди истите емоции, како првиот пат кога се прочита. Да. И не само тоа, некогаш различни емоции буди. Некогаш буди ваква емоција. Друг пат го изведуваш или го слушаш истото, ама буди некаква друга емоција. Да, да, точно тоа е меморирање на емоциите кои во даден момент ќе ти послужат да го пренесеш тоа на публиката. Вау. И добро, сега веќе ми е јасно колку до бесконечност можат да одат детали. Да, и нема крај. Тоа е тоа што уствари го е уметност. Некои работи едноставно не се црно-бели, не може вака да се дефинираат. Да, и затоа не постојат две исти интерпретации. Секоја изведба на истото дело е различна. Да. И затоа огромен удел во целиот настап е самиот артист. Да. Се гледа и неговото интерпретирање, постоење, импресии, што и да е, не е исто кога истото дело го отсвириле двајца. Затоа што не постои изден. Да. Не постои изден. Да. На таа тема, затоа што веќе го начнавме со емоциите, имаше и уште едно што ме интересирало од секојаш. Во случајот на соло пианист, мене не ми е исто дали само го слушам
твојот настап или те гледам додека си на настапот. Зошто? Затоа што додека те гледам, очигледно е дека и ти, додека си во моментот, канализираш некаква емотивна состојба. Точно. Што е, како што кажа, дела интерпретација на делото што го свириш во моментот, што ти буди во моментот, дела е меморирано. Прашањето беше колку е тоа спонтано, а колку е режирано. Режирано. Знаеш, извини, ако можам ти подпомогнам со подпрашање, дали некогаш самата музика или композиција или техничкиот назив на делото, извини, не ги знам до толку, ама дали самата таа композиција, дело, наложува одредена емотивна состојба, некаква конкретна емоција, или е тоа комплетна слобода на твоето доживување? Добро, зависи повторно од програмата. Например, во делата на класичните композитори, не знам, например, Волфганг Амадеус Моцарт има еден посмртен марш. Сега, кога делото е програмски определено, кога има наслов, има содржина за тоа дело, има приказна во историјата на музиката, кога ќе побарате за конкретното дело или периодот на композиторот од неговиот живот кога го напишал тоа дело, би била промашена поента доколку вие се потпрете на собствените емоции. Так, да. Затоа што сега пренесувате нечија порака. Има смисла, да. Да, има приказна, има програмски одредени музички дела се проследени со поезија, со текст, значи конкретно нешто авторот сака да пренесе. И доколку го направиме тоа поинаку, сега да речам јас тоа го доживувам вака, па ќе го интерпретирам на мој начин, тогаш критиката ќе рече дека ова е надвор од рамките. Утнато е, со други зборови. Промашено, не ги задоволува естетските стандарди, така и ќе бидете осудени, нели? Од публиката, од јавноста. Ама дали тоа значи дека, значи тоа е сценарио во кое што таа емоција е наложена? Да, и тоа е тоа режирано, што би рекол ти. Тоа значи дека ти ќе треба да глумиш. Не треба да глумиш, треба да влезеш во тој филм. Ќе го филм. најдеш местото во себе каде што ја баш така, окей. Што добро, некогаш актерството, глумењето е и тоа. Глумците, актерите го наоѓаат чувствата, емоциите во себе, па ја канализираат истата, ама окей. Појасно. Да, меѓутоа кога еве сега на пример да речеме Макс Рихтер, неговите наслови исто, тој има наслови на неговите композиции, меѓутоа тој е современ композитор, минималист, пишува музика за филм, пишува музика за театар и она што во неговите дела се слуша е таа слобода која се дава на интерпретаторот. Сега има тој, например, наслов, не знам, заминување се вика неговата композиција, меѓутоа заминување е широк поим. Да. И дозволува на тој што го интерпретира делото да си направи собствена приказна. Јасно. Така што многу зависи, да, многу зависи од програмата што е на репертоарот. И сепак на крајот, последниот печат го дава изведувачот. Колку да е музиката определена, печатот е на изведувачот. Секој си има свој стил на интерпретација и тоа е нешто што не може да го изедначи со никој друг. Убаво, баш убаво. Фала. Си ги имав овие прашања долго време и ми долови нешто ново си научив. Супер, баш ми. Да се вратиме на велосипедизмот. Добро. Односно се враќаме на тема спремање и тренинг. Го објаснивме колку може процесот на тренирање за музички соло настап. Ама, како што рековме, ти во исто време спремаш и трки. Да. И сега конкретно ме интересира, и треба кажеме дека ти во недела
односно кога и да го слуша ова некој, за неколку дена од сега, ти со Љубиша идете во Хрватска на трка наречена Four Islands, Да. 4 острови, Да. и тоа е планинска трка. Да. Објасни ми малку повеќе за специфичноста на оваа трка, ама најпрво кажи ми од каде воопшто ви дојде идејата. Не ти е прв пат, Втор пат одиме, да. втор пат одите, ама како дојде воопшто и првиот пат, како дојде до идејата за воопшто да отидете на трката? Мислам дека тоа е сега ме затече малку, меѓутоа мислам дека лани кога истражував во однос на тоа какви се патеки постојат блиску до Македонија за планински велосипедизам, и на интернет ми излезе како реклама, како повик за... Да, и кога му спомнав на Љубиша, тој сам рече, опа, ова е моја желба уште многу одамна, меѓутоа никогаш не се исполнила. Не се создале услови за да се исполни, затоа што навистина е потребна е голема финансиска поддршка за да се изреализира самиот проект. Инаку, ние оваа година одиме втор пат. За прв пат оваа година 4 острови стана дел од брендот Epic. Познато ми е тоа, да. Да, како Cape Epic, Капса. Да. Тоа е премиум бренд за организирање на маунтин байк надпревари во целиот свет и е дел од календарот на УЦИ. Значи, означено е како E7 Stage Race од прва категорија, значи највисоко ниво на етапна трка. Така, да. Подобјасни сега за некој невелосипедист. Добро, етапна трка, да, тоа значи дека последователно во неколку денови се возат различни трки на различни патеки. Так. Со различна должина, значи во овој случај тоа е на островите Крк, Рап, Црес и Лошињ. Започнува со еден кус и експлозивен пролог од 13 километри и тоа е типична XCO трка, според Крос-кантри. Па крос-кантри сега не се возат кругови, меѓутоа се вози еден брз круг од 13 километри, меѓутоа според спецификата на патеката навистина одговара на крос-кантри трка, за разлика од другите етапи кои се маратонски, значи 60-70 километри, вкупната елевација е 5300, ако не се лажам. Во сите 4 дена. Во сите 5 дена се вози, во сите 5 дена, да. Пролог и уште 4 етапи. Така. Океј. Интересно е тоа што секој ден се патува на нов остров, значи нема можност да се види патеката. Ние, да речем, оваа година сме малку привилегирани затоа што лани возевме, меѓутоа не е возможно да се запамти се, затоа што е постојана промена на теренот, и има исто така оваа година на таа етапа на Рап имало големи промени во патеката и за нас ќе биде тоа нешто ново, нешто премиерно. Станува збор за исклучителна, сериозна и навистина уникатна трка, затоа што е немилосредна, во смисла има навистина сериозни искачувања и уште посериозни спустови, многу технички делови, многу карпи, многу камења, климата е променлива, многу често се вози на дожд и скал. Стварно, таму на островите? Да. Не делува на сликите така. Зависи како ќе ви се погоди годината. Бара сериозна подготовка. И физичка и ментална, за да се издржи. Па да навлеземе малце. Да. Колку време, како точно, еве да ја деконструираме, како еден настап. Етапна трка, 5 трки се тоа, секоја со свој карактер, очигледно многу издржливост, многу снага е потребна заради техниките на тие кози патеки, да доловиме на невелосипедистот, тоа е камења. Замислете си као возите точак по камења, и нагоре и надоле, и не знам, баш козди патеки што се вика. А брзината е неопходна. Брзина. Што значи дека мозокот треба да работи фокус, се на фул газ, адреналин. Да, гужва.
гужва, страв, рековме издржливост, skills, многу вештина, многу вештина, да. така да, ете, неколку елементи на деконструирање на Да. настапот, како сега. И на крај да спомнеме, не рековме дека вие со Љубиша уствари возите во категорија тандем. Мешани парови, Мешани во категорија парови. мешани парови. Што е уште еден екстра фактор, Може би и клучниот. клучен фактор. Постојат и други категории таму. Постојат мажи, жени мажи. и мешани парови. Така. Сите овие елементи сега, како ги спремате, колку време, како тече целиот тој процес, па уште и паралелно и музики и чуда. Знаеш, многу е лесен изговорот кога некој ќе рече немам време да се за себе или не знам да се занимавам со нешто, со било каков вид на спортска активност. Јас се сеќавам дека минатото лето се будев негде во 4-5 наутро за да можам да направам тренинг и потоа да ми почне денот со сите тие останати други обврски, меѓутоа не го испуштам тој дел не од причина дека следува некоја трка, туку едноставно тоа е дел од мене. Тоа е моето време. Тренингот. Тренингот е дел од мене и го правам првенствено за себе, а сето другото е да речам целиот тој успех е последица. И На бонус. мојата бонус, на посветеноста, нели? Инаку конкретно за 4 острови се подготвуваме на вистина сериозно уште од октомври, ноември, например. Значи, баш онаква цела тренажна сезона си имате. Да, која ја води Дејан Новковски, кој секој ден ни дава конкретни тренинзи, кој ги следи нашите перформанси, како ние се чувствуваме, дали сме уморни, дали не сме уморни, што ни недостасува, што треба да работиме дополнително и сето тоа, да речеме, повеќе во рамките на она кревање на тоа FTP, да речеме, Да. Посветување на сила, што дополнително и јас, например, одам и во Фитнес револуција, работам со Огнен Бражански, таа силова подготовка. Плюс, значи, Да. си одеш и у фитнес Да. за снага. Да, затоа што и тоа во голем дел ми помага. Го чувствувам како голема поддршка и мислам дека цела таа комбинација се всушност резултатот за кој претходно ти зборуваше. Значи, настрана на тој момент за постигнување на одредени перформанси, комбинирање на тренинзите, не знам, во текот на неделата колку тренинзи VO2 Max, па колку ќе работиме во таа анаеробна зона, па темпо, endurance. Ги знаеш сите тие моменти. Сите си ги терате by the book. Скроз. Вау. Скроз. И Новко е многу посветен на тоа, Љубиша исто така. И паралелно со тоа, она што е клучно за оваа трка е skills и техника за воопшто да може да стартувате. Ако го немате тоа таму, ќе го носите точак од вораца. Не сите од овие тренинзи ги правите заедно, предпоставувам, со Љубиша, ама заради природата на настапот, да, некој и мора. Па да речеме тие подолгите возења во текот на викендот, ние мораме да ги направиме заедно, затоа што ако јас не знам што му се случува него за време на возењето и обратно, ние нема да функционираме како што треба. Ние сега во последно време возиме, не изустуваме ниту еден збор, ама точно знаеме што се случува. Да. Да. И тоа се 3-4, понекогаш и 5 часа во една етапа со која треба да ја поминете заедно со партнерот. Ако нема комуникација без зборување, значи ние буквално се разбираме без да изговориме збор. Кога да земеме гел, дали сега ти треба вода, ти треба изотоник, често он знае да води напред, меѓутоа се договараме, па знае точно што да ми каже. Внимавај тука, сега стави во полесно. Значи имаме буквално маркери кои ни помагаат во текот на целото возење, затоа што станува збор за исклучително сериозен и на моменти опасен терен. Да. Кажи ми, лани, што резултат имавте? Лани завршивме 9-ти.
Во мешани тимови, Во мешани генерална во пласма. генералниот пласман имаше добра конкуренција и лани, оваа година е уште посериозна и поголема е конкуренција. А вашите планови, желби, Да направиме подобро време од лани. временски, Наше лично време. така, се собираат саатите од сите Да. 5 дена и на крај колку ви беше лани? Не знам. Не знам. Ќе си излажам. провериш, па ќе видите проверам, дали ќе е ти боље. кажам. Да. Ама добро, малку некои други елементи на подобрување ќе барате оти малце релативно, знаеш, време во еден ден ако те фати различно. Точно, Различна временска прогноза, прогноза, џабе што ти- џабе, да, меѓутоа имаме некои параметри кои ќе ни помогнат. Тука се страва на крајот на краиштата ќе ти покаже. Да. Меѓутоа, повторно новко на крај ќе го каже завршниот збор, пошто во компјутер гледаш што точно се случува. Браво. Добро, сите ги имаме истите 24 сата. Ти кажа, оправдување нема, ама морам да те прашам, како успеваш да ги избалансираш и координираш потребите и на музика, и живот, и наставници, наставничкиот дел од животот. Имаш и 2 деца. Да. Не знам ништо да те дај ми пример недела. Па и фитнес тренинг, и лонг рајд со Љубиша, и во моментов спремаш или имаш планови за некаков соло настап? Имам или... на 18 мај веќе е закажан, да. Ќе те поканам. Ау, не, браво. Еј, не знав. Да. Не е уште најавен, во подготовка е тоа. Еден мултимедијален проект, се вика Триптих, ќе биде комбинација на музика, нарација и балет на скверот во Дебармало Јас и ти, кај клупата на Горан Стефановски. Ќе биде со дел од драмите на Горан Стефановски и пијано амбиентална музика, ќе има еден балетски современ перформанс, така ќе биде интересно. 17 мај. 18 мај. 4 острови, планинска трка почнува на 20 на 19 на 19 април. Да. Значи, 19 април етапна маунтенбайк трка. Ми го стеснуваш времето, 18 мај соло настап. И тоа не може да го чека другото. И тоа си бара тренинзи. Дај ми пример недела. Секогаш сум била таква. Значи, не е ова ништо ново All in. за мене. Да, јас не сум човек што знае да застане, иако сите, дури од клубот, оној ден за одмор или рикавери, ми беше нешто што најмногу се буткавме на рака со Љубиша, онака ќе ми каже дека денес е ден за одмор, јас тоа не можев да го прифатам. Полека. Да, Со искуство. Да, ама сега веќе си легнав ја на брашното затоа што тренинзите станаа многу интензивни и многу обемни и телото ти вика стоп сега, уживај ова затоа што утре те чека нешто уште потешко, уште пострашно. Или како што би рекол Бражански, супер компензација, разбери дека одморот најмногу вложува во твоите перформанси и тоа е навистина така, ама треба време да се научат некои работи. Инаку за денот. Јас имам предност што моето работно време е во попладневните часови. Значи работам само втора смена. Приватните часови што ги... Не ми се приватни. Јас работам во Државно музичко балетски училишен центар Илија Николовски уј. И бидејќи тоа е нижо, работам со деца од нижото образование, тие доаѓаат попладне. Так. И мене тоа ми остава еден дел од денот наутро, од кога моите 2 деца ќе ги испратам во училиште и во градинка, имам 3 до 4 часа кои се само за мене и тука го искористувам максимално. Тоа време и за пијаното и за тренинг има сосема доволно време за се. И потоа се посветувам на моите деца, на нивните потреби за попладне да одам на моето работно место. Да. Инаку мојот стил на живот не е изминативе можеби 10-11 години. Е таков што некако многу го сакам утрото, многу сакам рано да станам пред сите.
4-5. Да. Браво. Тоа е најкреативниот дел за мене. Обично тогаш ги создавам сите мои наредни проекти во однос на музиката, пишувам, некогаш и поезија пишувам. И си легнувам многу рано, во 9 во 10 часот. Па за да станеш од 4. Да. Секој ден тренираш велосипедизам и секој ден, како што рече, пијаното Да. и твојот живот си го бара тоа, Да. да не го оставиш пијаното. Дали и како си влијаат оти сепак тие се саатите, ќе отидеш на тренинг и си дојдеш, има работи што треба да ги направиш и пред и после тренинг, што за одмор, што за сервисирање, за што и да е. Ама енергијата е таа, калориите се тие, Да. емоциите се тие, значи и сега истото, знаеш, ја како го гледам, како тоа се едни резервоари во себе, неколку батерии за сите тие сфери, и сега ти истите треба да ги искористиш и за пијано. Во истиот ден. И сега многу ме интересира дали си помагаат тие работи, Апсолутно. дали, кога си одмагаат, како влијаат. Речи си никогаш не си одмагаат. Се надополнуваат затоа што се контрастни. Ако пијаното бара да си смирен, фокусиран, научно да се насочиш кон материјата, тренингот на велосипед е нешто што те празни, меѓутоа од друга страна ти дава енергија за ова другово да го направиш. Значи тие Те смирува. Да. Да, тоа ми е Затоа што исчезнува познато. целиот негативен набој што секој невието неминовно ти го создава. Значи, многу често сме нервозни, а не знаеме зошто. Меѓутоа, тоа е таа трка по живот, по време, по милион обврски што ги имаме во текот на денот. Неправди што не погодуваат, не само лични, обштествени. Еве, не знам, 2 години дома бевме заради епидемијата. Многу болести донесе тој период. Да. И сега ќе ми рече некој од моите пријатели, па не може сите сега ние како тебе да возиме и да се тркаме. Јас им викам, не мора да се тркате. Најдете нешто за себе кај што ќе ја празните таа негативна енергија наместо да чекате ред пред аптека. Да. Затоа што сега секој ќе ти рече нормално е да си анксиозен или депресивен, оди на психијатар, на психолог, ајде пробај сам да го најдеш лекот. Постои за секого. Значи тебе така ти помагаат. Треба силна волја сам. Да. А така како ќе го кажеш, да, јасно е. Тоа ми е јасно многу, како физичка активност помага во ментална clarity. Да, тоа е фокус, чиста мисла. Чиста мисла, да. Да. Си се, да речеме, си имаш расчистено со негативни емоции, енергии, Да. што и да е. Немаш потреба, И готово. не само тоа, и си полн со позитивни, ама енергијата пак интелектуален труд троши скоро исто калории како и физички труд. Да. Тие Меѓутоа, сите споредни работи, што се јасни за спорт, например, како Active Recovery, да рече, не ти идело баш, ама познато ти е колку за спортски настап треба да се внимава на исхрана, на хидрација, на калоричен внес и изнес. Ти си ја менаџираш машината. така И е. сите милиони фактори што влијаат на таа машина. Како и дали тоа го правиш и за музика која станува збор, и спремање и тренинг таму? Јас тој животен стил го негувам многу години наназад. Ете, се ова што сега го наброја. Јас и пред да почнам да се занимавам со велосипедизмот малку посериозно, јас имав таков примерен Аха. тек на живот во однос на храната, спиењето, вежбање. Јас од секогаш сум го сакала сопственото тело да се чувствувам убаво во моето тело. Значи,
Сега не зборам за оние тинејџерски денови кога сме останувале до 5. Јасно, И се тоа и тоа е неминовно. Меѓутоа, последниве 10-15 години, тоа е дел од моето секојдневие. Мене сега не ми треба посебно време да посветам на исхраната, затоа што јас така се хранам од секогаш. Јасно. Јас добро се хранам од секогаш. Јас не јадам лоша храна. И Так. сето тоа го имам како придобивка, затоа воопшто не ми е тешко да го изменаџирам. И тоа се аплицира нормално и во музиката. Мислам, тука можеби не е пресудно, не е пресуден тој аспект кога се спремате за концерт, ама телото тоа го памти. И во даден момент ќе ти врати. Да. Да. И ово баш убаво кажам. Да, така. Телото памти и ќе ти врати. Памти. Океј, појасно е вака како ќе го кажеш. Структуриран и наменски пристап. Не си терала по инерција. Си била свесна Да, и за дисциплинирана. телото, Да. за тоа што Да. го користиш. Затоа што добро се чувствувам. Да. Зашто да менувам нешто кога добро се чувствувам? Перформанс. Сепак мојов подкаст се вика перформанс. Што за тебе значи овој поим? Што значи? Значи еден миг перформанс. Значи ние може да се спремаме, да се подготвуваме, да ги опфатиме сите аспекти, да бидеме дисциплинирани, да работиме по одреден план, програма, со најсовремени методи, средства, технологија. Меѓутоа, перформансот е нешто што се гради со години, а му треба само еден миг да дојде до израз. Тоа е истиот момент кога излегувате на сцена да интерпретирате на пијано. Јас може цела година сум го спремала материјалот, меѓутоа многу е важно каков е тој ден. Јас сум се разбудила са бајлето. Јас многу често во неколку наврати имам, например, тренинг на кој треба да направам VO2 max интервали. Не знам колку, не е важно. И Љубиша ќе каже, а како ти ќе правиш денес VO2 max ако не си спиела или не се смееш? Ти денес не се смееш. Што ќе ти значат овие интервали за твоето тело? Значи, перформансот е тој баланс, идеален баланс, што тренерот, спортистот, музички изведувач ќе успее да го најде кај себе, ќе го негува, ќе го гради и во даден момент ќе извлече неговата есенција. Тоа е перформансот. Тој миг, тој ден, денот на трката. Е само тој ден. Јас можеби сум направила, не знам, многу подобро време 2-3 дена претходно или 2 недели претходно, меѓутоа перформансот е тој ден, пласманот на трката. И затоа Страва е многу супер апликација, меѓутоа Страва не е трк. Страва е, да кажам, еден ориентир за собствените постигнувања во однос на нечии туки, меѓутоа тоа е се така во еден замислен простор, затоа што се знае кој е мерилото за перформанс, стартната линија и влегување во цел. Значи, според ова, мене ми звучи како да е тоа нешто што ти активно се трудиш да го постигнеш. Не би рекол бркаш перформансот и тоа како да не звучи правилно, но дел од својот живот е посветен на постигнување, на повремено постигнување на перформанс. Да, на подобар резултат. И не само во спорт, да, и во музика, туку и во животот. Точно. Активно го бараш тоа. Да, тоа е порив што те буди насмеан од сабајле. Да имаш некој мотив да направиш нешто што е подобро од вчера, за вчера. Не само за себе, една поширока слика.
да промениш некои работи што те копкаат, те иритираат, што може би ќе инспирираат некој друг да го направи тоа уште подобро и од мене. Еве 4 острови. 4 острови е навистина сериозен подвиг. Ние сме првите представници од Македонија кои воопшто се пријавиле на таа трка, учествувале, завршиле, затоа што таму да си финишер е голем успех. Да. И еве оваа година ми е навистина драго што повтор пат ќе го направиме, се надевам со подобар перформанс. Ете, Да. тоа е мотивот, Да. да направиме нешто подобро од лани. Меѓутоа, и најважниот мотив да инспирираме некој друг да го направи тоа уште подобро од нас. Да. Да се придружи кон целата таа иницијатива. Вака физички како се осеќате со Љубиша? Поспремни од лани? Да. Да? Во голема мера. Повеќе се спремавте овој пат? Не, едноставно одговорот на, лично за себе ќе кажам, одговорот на тренингот е навистина многу според тие податоци кои ги имаме. Перформанс метрики. Да, е на значително повисоко ниво. Значи бројките покажуваат ствари. Бројките се многу повисоки, меѓутоа уште што е позначено оној технички аспект на совладување на значително посериозни технички моменти кај мене, затоа што кај него нема што да се коментира, тоа е дел од него веќе колку години го прави тоа, не знам. Кој што реков, ќе го викнам, ќе си дознаеме, има многу детали што сакам исто Љубиша ги дознам. Да, и од тој аспект се чувствуваме малку покомотно, затоа што знаеме што не чека, а сме доста поспремни од минатата година. Cool. Пак една тангента. Пред некое време на подкаст, мислам дека го слушнав и ја, и тоа Джордан Питерсон на Џо Роган. Не знам, не е ни битно дали ти се познат или не. Важно, во еден момент, не знам ни зошто, Джордан Питерсон е психолог, меѓу другото, Џо Роган е Џо Роган. Джордан Питерсон почнува да објаснува нешто за музика. И кој сака го чуе оригиналот, нека најде подкаст Џо Роган и Джордан Питерсон, последното доаѓање на Джордан Питерсон на тој подкаст. Во одреден момент Джордан Питерсон збори за музика и што тоа значи символично во животот. Мене ми остави многу впечаток и сега очигледно зашто ме подсетило заради музиката. И сигурно ќе го масакрирам со моево парафразирање, ама ми остави силен впечаток. Джордан Питерсон објаснува за музика дека е танц на работ помеѓу order и chaos, да, ред и хаос, комфорт и дискомфорт. Пример, ако постои ритам и ако е само истиот ритам цело време, е досадно. Ако не постои никаков ритам, ако се рандом ноти хаотични, тогаш е неподносливо. Но ако постои ритам, па слој над него, има мало изненадување, со можеби друг ритам, и трет, и други инструменти, и хармонии, и така натаму, во потрага кон проширување на тој хоризонт на комфорт и дискомфорт, тогаш наеднаш тоа е музика и наеднаш предизвикува чувства кои ретко можат со зборови да се опишат. И вика, тоа е музика и тоа е живот. И го слушам ја тоа и како го збори, ја правам следнава паралела. Исто е и со спортот. Апсолутно исто. Ако тренираш прелесно, прекомотно, почнаш да стагнираш и да опаѓаш. Ако тренираш претешко, пренекомотно, се повредуваш, се оштетуваш, хронични замори,
Така натака, синдром на претренираност и го намалуваш перформансот. Тоа на еден начин покажува дека потрагата кон спортски перформанс е постојано да ги откриваш тие граници и да си играш Точно, да. пред и после границите во потрага по тој перфектен баланс на стрес, одмор и адаптација, за да ја поместиш границата. Не е ни важно кај ја поместуваш, само да ја поместиш. Тоа е тоа што исполнува. И од тие две, да речам, дефиниции сега што ги кажавме, произлегува дека перформансот е секогаш во тој простор кој што е за нијанса над границата. Како се тоа резонира со тебе и твоите искуства, твоето мислење? Не знам, ова се е толку многу убаво го срочи и го кажеш, што сега мислам дека треба да молчам 1-2 минути. Тоа е нешто што во музиката се дефинира како хармонија. Тоа е хармонија. Токму таа игра, тие контрасти кои ги наброја, да не ги повторувам сега. Тоа е таа хармонија. Дури и во современата музика, во која се слушаат неодредени звуци, за некои слушатели неподносливи, атонални, мелодија која тешко се повторува, меѓутоа и таму постои одредена хармонија, постои одредена идеја. Кога станува збор за спортот, сметам дека самиот спортист не може да биде свесен за тој баланс. Затоа што јас лично сум забележала кога работам тешки тренинзи во таа анаеробна зона, кои се повторуваат некогаш се и неколку денови поред, поготово еве за 4 острови ние имавме интензитет кој го работиме 3-4 денови. Значи не балансираме, па потоа ќе балансираме. Меѓутоа мозокот не резонира исто. Значи самиот спортист не може да е свесен за тоа колку е уморен или дали го прави соодветниот тренинг во соодветен ден. И пак ќе речам, тука е мојата предност што имам голема поддршка. И ќе кажам дека не станува збор за никаков материјален интерес, затоа што клубот работи за спортот. И таа поддршка која взаемно ја пружаме сите во Energy, дава одредени резултати. За мене лично многу, повторно ќе кажам, готов производ добивам. За мене е оставено само тоа време што е за тренинг да одам и да го направам. Затоа што јас колку и да имам искуство во музиката и во таа дисциплина која бара музиката, која може и тоа како да се преслика во спортот, сепак и мене и денес ми треба ментор. Сметам дека на секој спортист му треба ментор. Да. Во секој период од животот, колку и да е искусен. Така што ете таа игра помеѓу хаосот и помеѓу смиреноста, всушност сум ја дала на некој друг да се грижи за тоа. Јас ја добивам есенцијата. Во спортот. Спомна ментори, спомна поддршка. Во музиката, и во музиката. Нистекот на годините си имала, се уште имаш, како се викаат тие ментори, тренери или како? Сум имала професори со кои сум соработувала додека бев студент. За време студија. Да. Понатака кога е некој професионален изведувач, постоја такви соработки? Апсолутно, затоа што имам круг на луѓе од тој музички свет со кој јас многу често соработувам, на кој им верувам. Со кој слушаме иста или слична музика, ја познаваме оваа музика и мене и ден денес, секогаш пред концерт, се случува да побарам мислење. Некој да ме слушне, да отсвирам или да пуштам снимка. Затоа што кога сте вие внатре во таа материја, не сте објективни на крајот. Да. Треба некој што за прв пат ќе ја слушне изведбата да ви даде некоја сугестија. И тоа и ден денес го правам. Имаш некои конкретни личности што секогаш се обраќаш на нив или прво е нормално мојата сестра која е музиколог и по професија, да речеме, и тоа ми е можеби најсилната карика.
Тука е Ана Пандевска, македонска композиторка, со која многу често соработувам. Сме и приватно и другарки, меѓутоа многу строга, објективна, знае да ми каже што не и се допаѓа кога не и се допаѓа. Значи знам дека тоа што ќе го слушнам од неа е искрено. И така взаемно си помагаме, да речем. И други луѓе кои се така во мојот круг на соработници и пријатели, од кои многу често добивам по некој збор, кој за мене вреди злато, истото е и во спортот. На секој групно возење кога одиме со Energy, од секого буквално можам да слушнам некоја сугестија, која јас учам. Гледаш, многу ми се свиѓа ова, многу ми е интересно и е заедничка особина за сите тие личности што се на некаков начин во потрага по перформанс. Самите бараат од други да им укажат на грешки, на критика, на простор за напредок. Толку е голема таа обсесија на подобрување и на откривање на тој перформанс, што не постои его, на крај памет не ти доаѓа кога некој ќе ти укаже: еј, Дуња, бе, знаеш, тука оваа композиција, вака не ми ја свириш баш. Не. Тебе не те допира тоа, тебе ти е како екстра поен. Тоа го чекаш. Ау, закон, супер, значи уште подобро може. Еја, бе, Дуња, ти си првак, ама знаеш, кога стискаш на маунтенбајк, ваму нешто не ти е ба... Ау, значи уште нема проблем. Да. И многу ми е интересно, осеќам како понекогаш да сум во заблуда, затоа што посебно последно време разговарам со се повеќе личности што бркаат перформанс и си мислам дека е тоа како заедничка особина за сите луѓе. Ама реалноста не е. Реалноста е дека повеќето луѓе не се такви. Не одговараат така отворено на критики. Не си ги бараат активно грешките, за да може после активно да ги подобрат со цел некакво подобрување. И мојата теорија е, па ти кажи ми дали се согласуваш, е дури и луѓе што не се обстенати со перформанс, немаат такви некои спортски, артистички амбиции, нели сметаш дека ако сепак се отворени на критики, на укажување на собствените грешки, ќе им помогне. Во што и да е во животот. Да, само тука клучна е самодовербата. Знаеш, кога некој човек е несигурен во нешто и кога некој ќе го искритикува дополнително, природно е да постави гард. Тоа е во природата на човекот. Добро. Меѓутоа, кога ти си сигурен во нешто, јас сум сигурна дека го сакам мојот точак и сакам да направам нешто подобро, ајде, кажи, дај ми се што имаш, кажи, па јас ќе го isprocesирам тоа, ќе направам некаков план. Меѓутоа, ако се колебаш, како јас треба сега да се уштекам на педаливе или дали да се качам, да тргнам, да не... И некој ќе ти рече, чекај, стој, тука имаш некој дроп, имаш тука на 100 метри, кој може би нема да го скокнеш, нема уопште ни да тргнеш. И нормално луѓето да поставуваат гард. Мислам дека клучна е баш таа собствена самодоверба и идејата за тоа што сакаш да направиш. Самодоверба, да. Арно го најде одма. Само тоа е многу клучен елемент што помага за тоа, да. Тоа. Да. Тоа е дефинитивна заедничка особина на луѓе што се во потрага по перформанс е голема самодоверба. Да. И јас признавам, имам голема самодоверба. Од сите работи што ги спомнавме, и потрага по перформанс, и исполнување на животот, и артистички, и преку музика, и преку спорт, и преку здравје, сето тоа, ако мора само едно нешто да одбереш, кое би било тоа нешто што би сакала да го пренесеш на своите деца? Знаење, порака, совет, искуство.
да не се грижат што другите мислат за нив. Пошто и јас сум така растана и воспитувана. Да ги сакаат луѓето, многу е важно да ги сакаат луѓето, да најдат некого со кого ќе можат да направат сосема обичен муабет и да едноставно да си го одат сопствениот пат. И покрај сите бариери, препреки кои ќе им бидат поставувани, едноставно многу е важно да знаеш што треба и од кого да слушнеш и да послушаш во даден момент од животот. Едноставно да направиш нешто што тебе ќе те направи среќен, за да можеш ти другите да ги правиш среќни. Да. Мора да тргнеш од себе. Тргни од себе, за да можеш после да ги менуваш другите нешта во светот. И да не се грижат за што другите мислат за нив. Важно е што самите мислат за себе. Има го тоа едно и ќе бидеш добар. За 50 години од сега, кога ќе си го гледаш животот наназад, што е нешто од што ќе бидеш најмногу горда, а нешто што можеби ќе се каеш или и би го направила различно? Не знам, затоа што се менува... 50 години се многу. Од сега па назад. Мислам дека тогаш ќе ми почне живот. А од сега па назад нешто што си така, што ти одскокнува како гордост. Горда. Не знам дали сум горда и тогаш не знам како ќе се чувствувам. Сакам да бидам задоволна со се она што сум го направила. Значи, сакам нештата што ќе ги поставам пред себе како цел да ги завршам. И да речам, сега јас ова сум задоволна, сега од утре ќе се бавам со нешто друго, затоа што имено ја и тоа го правам во мојот живот. Сега си задоволна со тоа што го правиш? Мислам дека не сум била посреќна никогаш од овој период во мојот живот. И никогаш кога ќе ме праша некој каде би се вратила наназад, не знам во кој дел од никогаш не би се вратила наназад. Баш. Никогаш. Браво. И точно така сакам да се чувствувам после 50 години, да не сакам да се вратам наназад. Па знаеш, значи. Тоа. Па не, направо, браво. Тоа е она кога се вика живеј во моментот. Тоа е. Тоа е како вистинска сршта ја погоди на таа идеологија. Тогаш слично, ама сепак си според мене, моје мислење, уникатна, извонредна, успешна личност. Фала ти. И сигурен сум дека поставуваш пример за помладите, но ако имаш прилика директно да им се обратиш, дали имаш некоја порака што можеби би сакала да ја упатиш кон помладите и подпрашање што можеби се мислат измеѓу уметност, спорт, наука, струка, знаеш какви се тие млади години, не сигурни баш, така некоја порака. Па, ајде од назад, од крајот ќе почнам. Се заедно. Значи, се заедно. Како мислиш? Се заедно, и наука, и спорт, и уметност. Да. Нека биде и извор едното за другото. Црпиш инспирација од едното и креираш нешто ново. Па повторно се враќаш на првото. Многу често ќе прочита по социјалните мрежи критика. Младите биле вакви или онакви, како било порано во наше време беше вака. Не. Ова е само нивно време. Поготово овие нови генерации се алфа деца, индиго деца. Значи, сега од нив почнува се. Нивни е овој свет, нивни е овој момент, иднина, и буквално ако сакаат може да го превртат наопако. На нив останува? Па, на нив останува да читаат книги, да го откриваат најголемото богатство. Значи, тоа да биде дел од нивниот живот, затоа што таму почнува се.
И јас, благодарение на цела технологија со која имаат интернет и достапност до буквално до сите библиотеки, не зборам само за пишани дела. Ете и за музиката, например. Да. Ќе живеат многу повеќе од нас, затоа што за нив сега една година вреди како 10. И да се надеваме и поисполнително. Баш заради тие прилики на не мора да се бира. Барај си го исполнувањето секоја сфера што ти фаќа околу. Точно. Токму тоа, овој современ живот го возможува тоа веќе. Затоа што сега времето е она што вреди најмногу. Да. Како си ја менаџираш косата? Која што е уметничко дело само по себе. Знаеш зашто те прашувам? Заради точак. Кациги, пот, ветер. Не. Тоа, слушај, тоа е имаш дело од коса. Да. И ова е чисто мое лично љубопитно прашање како го менаџираш. Тоа е генетика. Ништо посебно не правам. Едноставно тоа е нешто што сум го наследила од мојата мајка. Ама пак оди време во спремање. Нема ништо не спремам. Не ти пречи никако на кациги, на спорт, на не знам, стварно технички ме интересира. Тоа е вештина. Што правиш, кај ја сместуваш, например, идете за на трка? Каде? Таа коса. Ќе свет ме изнася. Ќе сплеташ во една едноставна плетенка. И тоа ја чувствуваш само ветерот кога си поигрува со нејзи. Инаку тоа е вештина што уште ја имаат малите девојчиња, нели? Јас едноставно, мајка ми ден знае да каже, леле, колку си вешта со косата уште од мала, тоа е едноставно така во прстите. Го носам со себе, меѓутоа не правам ништо посебно. Ништо апсолутно. Не делегираш на друг да менаџира тука што се случува. Да одржува. Не. Ништо, се е тоа генетика, сериозно, мислам. Наследство. Не, ако маца, да. Ово на еден или друг начин може да го одговоривме, ама ми се свија како прашање и него ни преведувам. Do not ask yourself who you are, but who are you becoming? Него ни преведувам, само така да прашам. Да, точно. Затоа што како Пантарей, се тече се менува и ние не стоиме. Колку и да мислиме дека сме исти, не сме. Се менуваме. Сега како ќе не промени нас светот или ние ќе го менуваме светот, тоа е пак личен избор. Пак ќе речам, јас многу често се соочувам со коментари, сега ти имаш предност што работиш попладне, па затоа имаш време да тренираш. А многу од тие луѓе не знаат дека јас многу често вака на слушалици спремам концерти на мојот електрично пијано дома до рано наутро, кога имам тајм лимит. Го правам и тоа. Некогаш компензирам. Ама и тоа не било случајно да се случило, ти имаш работено на... Да. Ти си одговорна за твоите избори? Така е точно, меѓутоа луѓето од страна многу лесно гледаат на тие работи. Многу лесно. Значи, сега ако се вратиме назад, додека моите врсници, не знам, имаа слободно време за да прават било што, јас сум останала дома. Сум работела по 8 сати на пијано. Тоа било мојата работа во тинеџерските денови. И сега, како резултат на сето тоа, јас имам таква работна позиција каква што имам, која ми дозволува да си одвојам екстра 1 или 2 часа од денот за себе. Така што, како што рече ти, секој го прави сопствениот избор и секој се менува како што избира да се менува. Како што избира да се менува? Значи, сите го правиме сопствениот избор, никој друг не ни е крив. Многу луѓе остануваат, не знам, заедно заради нешто или се обвинуваат меѓусебно дека едниот или другиот му пречи во остварување одредена амбиција, ама тоа е само лага.
тоа е лага и тоа е уште поапсурдно што е лага кон самиот себе си, не кон другиот. И секој може да се промени на подобро, а меѓутоа треба да го сака тоа да го направи. Ништо посебно не треба. Туња, преубав муабет, ти посакувам сите желби со љубиша на трката си ги остварите. Фала ти. Успех таму, успех и во спремањето и за настапот, и успех во сите планови и желби што ги си ги избереш за себе. Фала ти. Многу ми беше кејф и ти реков уште пред да почне разговорот дека не се сеќавам кога последен пат со некого во 4 очи сум правела волку долг разговор, особено заради изминатиот период што сите не засегна, и јас тебе ти посакувам спокојство, мир и да бидеш насмеан. Фала ти многу, па до нареден пат. Поздрав.